Кога зборуваме за пациентите што имаат некоја хронична болест да која земаат и терапија, како може да делува терапијата што веќе ја користат, ако во меѓувреме треба да земе антибиотик? Секој лек може да направи интеракција со внесениот антибиотик и затоа многу често кога се препишуваат антибиотиците треба да се праша пациентот кога му се издаваат и од страна на фармацевтите што тој пациент зема во хронична терапија. Бараат одредена терапија да биде доволно оддалечена од антибиотската терапија за да се соодветно и антибиотикот и лекот успее да се ресорбира и искористи од страна на телото. И одна што секогаш препорачуваме, паралелно со секоја антибиотска терапија да се внесуваат не само доволно течности, туку и пробиотици и на некој начин сите оние антиоксиданси, витамини, минерали кои што ќе потпомогнат, да се одржи природниот имунитет и природната нормална бактериска флора, заради тоа што антибиотикот не препознава кој е патогена бактерија, а кој е нормална, цревна бактерија која што е нормален биом во човечкото тело и затоа велиме дека со самата антибиотска терапија пробиотикот не само со антибиотикот, ус антибиотикот, туку треба да се зема најмалку уште месеци на позавршената антибиотска терапија за да направи ревитализација и реобновување на нормалната бактериска флора во цревата и дигестивниот систем на човекот.